Ветровито есенско попладне во Кактовик, селото Инупија со население од околу 300 жители на Алјаска. Јата снежни гуски слетуваат на островот Бартер за да се нахранат со трева пред да мигрираат на југ. Има и гладни посетители кои се појавуваат по остатоците од китовите на ловците. Роберт Томсон, ловец од селото и водич за диви животни, вели дека имало драматични промени во текот на изминатите 50 години. Кога прв пат отидов во Кактовик, мразот беше видлив цело лето. Тоа значи дека мразот што се појавил не се топи. Но неодамна имавме 1127 километри незамрзната вода кон северниот пол. Значи тоа влијае на поларните мечки. Тот Аптут е истражувач на поларната мечка во Геолошкиот институт на САД. Оптималното живеалиште за поларните мечки сега во основа е отсутно. Исчезна. Тоа е потик за мечките или да останат покрај морскиот мраз, додека тој се повлекува во подлабоките води, или се поголем дел од мечките да дојдат до брегот. Научниците снимале поларни мечки како пливаат дури 350 километри во текот на неколку дена. Дури и најсилните можеби нема да го преживеат предизвикот, вели Томсон. Со топењето на мразот, тие се обидуваат да испливаат на брегот. Младенчињата не успеваат. Со помалку мраз им е отежнато на поларните мечки да ловат фоки, вели Атвуд. Тоа го менува нивното однесување при исхраната. Едно од работите што ги гледаме околу локалните заедници е мечките што се собираат во прилично голем број, неколку десетици мечки кои се хранат со остатоците од труповите на китовите. Преку постери и соопштенија луѓето се предупредуваат да внимаваат на поларните мечки. Овој период од годината локалната патрола за мечки добива стотици повици за нивно присуство во куките. Една од грижите што ја имаме со мечките што доаѓаат на брегот е дека тие излегуваат на брегот во области каде што луѓето се активни, без разлика дали се работи за блиски заедници, дали луѓето се занимаваат со екзистенцијални активности или дали тоа е во индустрискиот сектор за нафта и газ, каде што луѓето работат. Тоа е зголемува веројатноста за интеракции и конфликт меѓу човекот и мечката. Истражувањето на научниците покажува дека во првата декада на 21 век бројот на поларни мечки во Јужното море Бофор се намалил за 40%. Една од работите во кои сме сигурни како истражувачка заедница за поларни мечки е тоа дека без морскиот мраз нема да имате поларни мечки. Мечките се животни кои веројатно се најмногу поврзани со заканата од климатските промени за опстојување во дивиот свет. Меѓународната унија за зачувување на природата ја наведува поларната мечка како ранлив вид и најзагрозен по губењето на морскиот мраз. Со оглед на тоа што остануваат околу 26.000 мечки ширум светот, групата вели дека сите освен неколку од тие мечки би можеле да бидат изгубени до крајот на векот доколку нема акција за климатските промени.